да Боемска. И што се случило внатре? Па јас ништо не се случи, дадов исказ пред колегите, им објаснив како беше настанот. Мене ми е жал што толкаво медиумско внимание предизвика овој настан. Има многу позначајни работи што се случуваат во државава, но за жал интересно им беше дека сум бил на ручек со председателот Мицковски, им објаснив како беше и сакам сега на сите вас да ви кажам дека јас го се договорив со еден од собствениците, бидејќи не работеше винаријата, го замолив еден од газдите на винаријата дали може да отвори да седнеме со еден пријател, не ни знаеше кој. Од кога отидовме таму, кога виде дека е доеден Христијан Мицковски, собственикот ме послужи со пијалок, поседавме, поразговаравме околу, не можам да се сетам сега, час и половина. После тоа, он ја напушти винаријата, по него јас и после 5 минути јас. Нормално после нас газдата ја заклучил винаријата и си заминал, за да од средства за масовна комуникација, од вас медиумите, разберам дека сме биле ние таму во винаријата, дека сме попречувале да влезат инспекторите на трудова инспекција, дека директорот Сашо Тасевски повикал и единица за брзо распоредување. Тука се нашол и началникот за интервентна полиција Примислав Димовски. Па наводно сме приеле во камери, ресивери, што апсолутно го отфрла. И би сакал уште ова да ви кажам. Јавниот обвинител најверојатно побарал известување преку нашите, преку МВР, преку инспекторите, да го расчистат овој случај. Еве уште, дека ја користам оваа прилика, да им кажам да го погледаат членот 3 од КЗ на Р Македонија, кој што гласи: секој сторител на кривично дело ќе му се суди според кривичното дело кое што е пропишано во тој момент. До став 2. Доколку во меѓувреме се измени еднаш или два пати тој закон, ќе се примени законот што е поповолен за сторител.